Можно е зголемување на банкарските камати. За сега ова е само опција што се разгледува во банкарските кругови. Официјално системот е стабилен и ликвиден, но не е исклучено некој од 15 членки на банкарската асоциација поединечно да ги зголеми каматните стапки, бидејќи реално се создаваат дополнителни трошоци. Оваа неофицијална реакција е предизвика одлуката на Уставниот суд, која содржи ревизија на позицијата на Фондот за осигурување депозити и го става во еднаква позиција со останатите доверители. Ваква реакција на банките не би била неочекувана и за експертите. Ако треба капитално да се засили фондот, треба зголемени придонеси, односно зголемена наплата на соодветен надомест кој има овој фонд, тоа може да ги зголеми трошоците на работењето на банките, од една страна, и сигурно ќе значи дека ќе најдат решение дека се навикнаа на добри добивки и профити, дека ќе побараат чаре, односно решение во зголемување на активните каматни стапки, што сигурно за економијата и за државата нема да е добро. Фондот за осигурување депозити ќе почека објавување на судската одлука во службен весник, но објаснува дека негова основна цел, како и досега, е осигурување на депозитите на населението и обештетување на депонентите во случај на ризичен настан. Иницијативата пред Уставниот суд ја поднесе Сдруженијето на оштетени штедачи од Евростандард банка, но одлуката нема да важи за нив и ќе почне да се применува за евентуалните наредни стечаи. Петмина уставни судии, Јован Јосифовски, Осман Кадриу, Елена Гошева, Никола Ивановски и Дарко Костадиновски сметаат дека членот 163 став 3 од Законот за банки внесува нееднаквост и дискриминација на пазарот, кога предвидува дека фондот за депозити ги подмирува штедачите до 30.000 евра, а останатите, како и исправните лица, треба да го чекаат својот дел од стечајната маса. Останатите четворица судии, Вангелина Маркудова, Добрила Кацарска, Насер Ајдари и председателот Сали Мурати, не само што гласаа против, имаат и издвоено мислење. Тврдат дека не е можно споредување на два различни вида побарувања на фондот и на другите субјекти, бидејќи токму давањето предност на фондот представува заштита на јавниот интерес. Фондот за депозити е во државна собственост, гарантира исплата на штедните влогови до 30.000 евра. Во случајот на Евростандард банка тоа е веќе сторено. Останатите штедачи и фирми одржаа серија протести за да не чекаат распределба на стечајната маса и успеа да го премислат Уставниот суд, кој во февруари одлучи да не поведува постапка, а на 21 април поведе, пошто денеска и го укина оспорениот дел од Законот за банки.